Колега Ромео Тренев, толку бевте несериозни што и вашите колеги од средината гласно ви се смееја на контрарепликата на колешката Цветанка Иванова. Колега Ромео, од аеродромот, како што рековте, ќе ги возите туристите со нормални автобуси во наводници, ќе поминете под нормалната триумфална капија за да го видите војнот на коњ, ќе им ги покажете палмите на гостите, ама попат ќе ги видат и луѓето како се хранат од контейнери, ќе ги видат луѓето како питачат и како со каква беда се соочуваат во нормалната држава во која живеат. Колега Тренов, што има Ново село и Струмица од сите овие милиони што оваа влада ги потроши за сите овие според вас нормални работи што се случуваат во Скопје? Колега Тренов, Македонија не живее само во Скопје, Македонија живее и во Штип, и во Новосело, и во Струмица. Кажете, колега Тренов, кој амандман вие, како пратеник кој доаѓате од Новосело, го поддржавте и што направивте вие за луѓето што ве гласале во Новосело? Како ќе се вратите вие, како ќе им кажете каде отидоа овие 15 милиарди досега потрошени од 2006 до сега со овие мега буџети што оваа влада ги прави, а сега прави ребаланси за 3 месеци, и што вие добивте, што вие однесовте во Новосело, за да им се подобри животот на граѓаните од овој регион? Како можете вие да се гордеете со палми кои коштат 5 милиони, а министер Оставрески не сакаше да даде една палма за детска градинка во рурални средини? И вие велите дека тоа е многу убаво и дека е тоа се убаво. Приземјете се, вратете се во местото од каде што доаѓате и погледнете, соочете се со луѓето како живеат. Дали на тие луѓе им е важно дали ќе поминат низ триумфалната капија и од оние нормални автобуси колку припаднаа на општината од која доаѓате? Дали беа дадени и на други општини? Зошто немаше за Штип, за Новосело, за Битола, за Куманово и за сите други општини? Зошто сите автобуси овде да завршат? Зар граѓаните од нашите региони не плаќаат даноци? Зар овие граѓани немаат право да го користат она што тие го однеле, го дотирале во државата? Ги платиле даноците како и сите жители во Скопје. И затоа, колега, малку бидете пореален и малку повеќе водете сметка за регионот од кој доаѓат. Бидејќи сите се таму ќе се вратиме, никој од нас овде не остане.